Куќа плитарка, изградена уште во Турско. Забот на многолетијата одамна длабоко ги распукал ѕидовите, а сонот им станал кошмар од страв дека покривот ќе им се сруши врз глава. Полското веце пак е приказна за себе. Тоа е домот на мајката Рамије и незиниот син Баки Исламовски од прилепското село Канатларци. Таа е со сериозни срцеви проблеми, а и 3 пати неделно мора да оди на диализа, отии бубрезите и откажуваат. Тој пак е лице со посебни потреби, кое без туѓа помош не може да функционира. Живеат со 12.000 денари, кои главно ги даваат за лекарства. Имаш и дете со посебни потреби. Кој се грижи додека одиш тиеве на диализа? Никој не се грижи, јас го оставам дома. Ќерка ми некој ден иде, некој ден не иде. Не може и стар човек има и дома и она. И јас го се гледам детено. Се рачунам додек да дојдам нешто да не направи. Не можам доле да од скалите да слегнем да идам на нужник. Ходникот таму на кофа мочам онадоа. Најтешко е на керката и сестра Ајше, која иако веќе има свое семејство, сепак секојдневно се грижи и за мајката и братот. Значи, ја не можам да кажам, бидејќи многу ми е жал за братие. Значи, не може да поднесе што го гледа. Тој има свекор во непокретна, секој ден одат идат со мажоти, дали свекоро да гледа непокретен му е, дали мајка му и брат му да го гледа. Загрижени за иднината на овие луѓе, нивни роднини неодамна покренале иницијатива за собирање средства од соселаните како би им изградиле попристоен дом, бидејќи сегашната куќа заради руинираноста не може да се реновира. Татко ми рече, беже секој ден си прилеп, барај помош за чичкоти, Господ е голем, ќе ве помогни, организирај млади деца да собират од мештаните пари. Благодарам пак на мештаните, многу сум задоволен. Има деца млади што од куќа на куќа одат, никој не враќа. Тие с него ако се враќа климите, значи куќата ќе биде рушено, ќе ни биде страмота 3000 жители, ќе најдеме потиснати под куќа. Овие скромни луѓе не бараат многу, па се надеваат дека и локалната самоуправа од Прилеп, но и надлежните институции ќе им помогнат за да им биде изграден безбеден дом за кој со отворени очи сонуваат со години.